Почитувани присутни, добар ден на сите, почитуван председателе на владата, почитувани гости, почитувани представници на медиумите. Ќе се обидам во неколку минути да кажам неколку работи, да се надоврзам она што председателот на владата на Република Македонија го кажа и се разбира по тоа да оставиме простор интерактивно да можеме да разговараме со сите оние кои што се заинтересирани, се разбира да ни постават прашања. Прво, многу често пати ни го поставуваат граѓаните прашањето, најавуваате економска година. Да, тоа прв го најави председателот на владата, потоа вице-премиерот и сите економски министри кои што сме во владата на Република Македонија и сметаме дека навистина оваа година, иако дел од работите ланската година успеавме да ги завршиме, меѓутоа најинтензивно 2019 година може да се случи да биде навистина економска. Зошто ова го зборувам? Го зборувам од две причини. Значи, од една страна, во политичкиот дел зборуваше председателот и влегувањето во НАТО и отварањето на датум за Европската унија, влегување во Европската унија, се разбира, и вториот момент е, што е исклучително за нас битен, а тоа е создавањето на услови ланската година за сите оние работи кои што од изминатиот период останаа промашени, сега се надминати во најголем дел на тие проблеми, можеме навистина интензивно да се посветиме во делот на економска година да биде. Јас тука ќе се обидам да ги најавам дел од проектите кои што се реализираат, дел од проекти кои што оваа година ќе бидат реализирани во Охридско-Иструшкиот регион, се разбира не само во делот на инфраструктурата, туку и во делот на она што значи авиособраќај, она што значи дел на плажите покрај Охридско езеро и така натаму НЕСКО, и тоа можеме низ одредена дебата понатаму се разбира да го зборуваме. Кога зборуваме за ова година, зборуваме делот на патната инфраструктура, во Република Македонија се предвидени над 1.200 милиони евра пари кои што се разбира ќе бидат искористени се со цел да сериозно, ама најсериозно е подобриме патната инфраструктура во Република Македонија. Голем дел на средства се предвидени во Охридско-Струшкиот регион. Почнувајќи од автопатот Охрид-Кичево, кој што за жал изминатите години видовме со какви се проблеми се соочи владата на Република Македонија со потпишувањето на 3 анекси кои што се случија се со цел да навистина го решиме тој автопат, бидејќи навистина кога дојдовме тука и председателот бевме донесени пред една дилема дали да продолжи автопатот да се гради или сето она кое што беше како комплетно промашување биде тргнато на страна. Ние храбро одлучивме и да вратиме 400 милиони евра назад, се разбира и со губењето на сите арбитражи и граѓаните на Република Македонија, односно граѓаните на овој крај да немаат автопат. Ние влеговме во тоа да се разбира се изгради овој автопат до крај, рокот е јуни 2021 година, мислам дека со интензивно работење во овие 2 години, мислам дека апсолутно ќе биде таа работа завршена, бидејќи сите наследени проблеми кои што ги имаше, а беа многу, предпоставувам дека градежништвото во светот тоа не го памти, како она што ние наидовме таму, меѓутоа сега се тие проблеми решени и можеме со интензивно работење се разбира да го решиме тој еден од поклучните проблеми. Еден од поклучните проблеми на македонската економија беше тој проблем. Исто така, што е многу битно, конкретно еве са прво за Охрид ќе зборувам, потоа и во делот на Охридско-Струшкиот регион. Значи одма со почнувањето на градежнава сезона. Сега значи крајот на февруари, почетокот на март. Почнуваме, значи продолжуваме реконструкција на патот од Подмојле до Охрид во должина од 8,5 километри, во висина од 1,2 милиони евра. Исто така со почеток на градежната сезона отпочнуваме, значи ќе се реконструира транзитниот дел на Охрид до бензинската пумпа во должина од 5,6 километри и вредност 800.000 евра. Со почетокот на градежната сезона ќе биде рехабилитиран патниот правец Подмојле-Радожда во должина од 4,1 километар, вредност 400.000 евра. Ќе се реконструира и патниот правец од хотел Гранит до Пештани во должина од 1 километар, вредност 100.000 евра. На самиот почеток на 2020 година ќе започнеме со рехабилитација на државниот пат Подмојле-Струга-Ќафасан во должина од 19 километри, инвестицијска вредност од 3,5 милиони евра. Ќе бидат рехабилитирани патните правци Биџево, Толно, Татеш и Ново село 500.000 евра. Лабуниште, Боровец, Јабланица 1 милион евра. Вевчан, Октис и Шум 500.000 евра. Исто така ќе биде поставена нова сообраќајна сигнализација на патот Охрид до Буково. Во октомври ќе се започне да се разработува проект за реконструкција на патот од Охрид до Свети Наум. Во мај ќе биде започнато со изградба на проект за изградба на автопатска делница од Струга до граничниот премин Ќафасан, како и проект за изградба на нов пат од Требеништа до Струга.
Ова година исто така ќе биде санирано слечиштето што се појавува на регионалниот пат Охрид до Свети Стефан. Овде сакам да кажам уште две работи кои што се од локално значење врзани за Охрид и за сите градови во Република Македонија. Значи денес имавме последна средба со представниците на Светска банка, на кои што силно притискавме тие 70 милиони евра кои што ги најавивме во нашата владина програма да бидат искористени. Тоа значи дека во општините, секаде каде што ќе се изградат и реконструираат локални патишта, покрај нивните буџети, државата уште 70 милиони евра средства ќе допринесе за изградба и реконструкција на тие локални патишта. Така да, еден дел од средствата ќе бидат, се разбира, наменети за општината Охрид. Исклучително важна мерка, бидејќи покрај оние, речиме, општината што планира улици и патишта, локални патишта да ги гради, државата плюс дополнителни средства согласно методологијата која што ќе биде утврдена на владина седница во делот на распределбата на пари, а тоа се разбира се најмногу од број на население, оштетеност на патната инфраструктура и така натаму и така натаму. Во делот на водоводите и канализациите, значи за овој крај се предвидени 2 милиони евра средства кои што ќе бидат употребени. Председателот ја спомна, во делот на комуналната инфраструктура во месец април ќе се започне со реконструкција на водоводната и канализациона мрежа, како изградба на атмосферска канализациона мрежа на улицата Аба Семин. Значи со вашиот веде градоначалник и администрацијата имавме минатата недела средба, разговаравме за тоа. Од банката е одобрено, документите се во Министерството на транспорт и врски, очекуваме дека со почетокот на градежната сезона ќе го отпочнеме овој проект. За Струга исто така во тек е изградба на канализационен систем во села Ложани, Биџево, Ново село, Ливада, Короишта, Джепин и Делогожда општина Струга. Исто така изградба имаме на секундарна канализациона мрежа во село Короишта, село Ливада и село Ложани. Ова се проекти кои што се преку Министерството на транспорт и врски. Во Дебарца исто така, бидејќи малку зборувам тука и за регионот, во април започнуваме со изградба на водоводна мрежа со резервоар за водоснабдување во село Изглевје и село Слатински Чифлик во општина Дебарца. Исто така, во делот, како што ги најави тие 70 милиони евра средства од Светска банка, 50 милиони евра дополнителни средства ќе бидат добијани од Европска инвестициона банка, исто кои што средства ќе бидат распределени по сите општини во Република Македонија. Исто така дел од тие средства ќе ги користи и општината Охрид, се разбира и општината Струга. Во делот сакам неколку реченици да кажам во делот на авиособрајкајот, бидејќи во изминатиот период имавме два промашени јавни повици за нискобуџетните компании. Третиот успеа пред Нова година, склучивме договор со компанијата Визер. Знаете дека има од Охридскиот аеродром ќе има 4 авиолинии, нови авиолинии, и тоа до Малме и до Милано ќе бидат од март месец, од јули месец ќе бидат до Менинген и Дортмунд. Исклучително ни беше важно да ни еден критериум во уредбата за нискобуџетни компании не смалиме, каде што ќе биде оштетен Охридскиот аеродром. Ние неколку пати со председателот во тој дел разговаравме, со пратениците разговаравме, значи во ниеден основ, бидејќи во нашата изборна програма беше дека Охридскиот аеродром ни е исклучително важен, дека не сме да се отстапи ништо, се со цел да биде нискобуџетните на штета на Охридскиот аеродром. Мислам дека како цел го постигнавме, бидејќи ниту еден критериум во делот на уредбата ние не го намаливме. Напротив, остана цврсто и посветено до крај, и така јавниот повик пред новогодишните празници заврши, така да со овие линии кои што се сега, дополнително ние разговаравме со нивните представници, со представниците на ТАФ, така да очекуваме дека во најбрз период и дополнителни линии ќе има баш као овие кои што ќе бидат со нискобуџетните. Во делот на плажите, бидејќи многу често пати е поставувано прашање за крајбрежјето на Охридското езеро, значи сакам јасно да најавам, бидејќи во моментов се работи изработка на закон кој што државата ќе си ги земе ингеренциите со плажите на Охридското езеро. Тоа е разговарано, тоа не се однесува само за Охрид и за Струга, значи државата ќе си ги земе плажите, тоа ќе биде преку закон за градежно земјиште кој што наредниот месец веќе ќе биде влезен во владина и собраниска процедура. Исто сакам да најавам дека пред портите на владата и законот за урбанистичко планирање, значи очекуваме најверојатно уште во наредната недела да биде законот за урбанистичко планирање поднесен во владина процедура. Значи, во изминатиот период имавме бројни средби и со ЗЕЛС, и со коморите, и со сите заинтересирани страни за носењето на закон. Јас пак ќе кажам, идеален закон не постои, но мислам дека еден сериозен реформски закон владата и Министерството ќе даде. Секако тој закон ќе оди во владина процедура, каде што дел се разбира и текст може да биде променет, исто така во собранието. Меѓу двете читања во собранието ќе организираме јавна расправа на која што сите уште еднаш да ги слушнеме аргументи или нешто пред амандманската расправа доколку треба да биде променето.
така да очекувам навистина олеснување и поедноставување во постапките на процедурите при вадењето на одобрението за градба. Тоа ни е клучно и сметаме ние дека на тој начин ќе ги олесниме на компаниите, на граѓаните да навистина не одат постапки по 2, 3, 4 или повеќе години. Исто така во нацрт фаза изработка на законот за градење, кој што очекувам дека од наредната нада ќе биде пуштен до засегнатите страни со цел се разбира да ги дадат своите мислења и забелешки по него и навистина да направиме уште еден исклучително важен реформски закон, бидејќи законот за градење и законот за урбанистичко и просторно планирање се клучните закони во делот на градежништвото. Во делот на УНЕСКО јас присуствував и на надзорната расправа која што беше организирана во собранието, беа таму и дел и други министри. Мислам дека во тој дел претходната власт имаше изготвено многу лоши проекти кои што навистина сериозно задирае во делот на културното наследство. Сметам дека Министерството за животна средина и заедно со Министерството на култура гледам дека има одредена посветеност, ќе направат навистина сериозен закон со кој што ќе биде, се разбира, заштитено Охридското езеро. Така да сметам дека во изминатиот период дел работи на кои што работевме, бидејќи многу често пати го поставуваат прашањето и до премиерот и до министрите. Ние претпоставам дека во наредниот период и посериозен отчет ќе дадеме на сработеното, ама навистина има сакаат да ни залепат 2 или 3 мерки дека сме ги донесли, ништо друго не е направено освен делот на НАТО, не напротив. Јас сум спремен и од конкретно ресорот кој што го предводам навистина да изнесам што во година и пол е сработено и што оваа година без до крај на мандат да рачунаме ќе биде сработено. Навистина мислам дека имаме сериозно подобрување во делот на патната инфраструктура, железничката инфраструктура интензивно се работи, Битола Кременица во чист мандат на оваа влада од јануари месец до крај на оваа година, често пати гледам го забораваат. Направен голем прогрес на активност има направено на пругата Белјаковце со до Кубаново Белјаковце и отпочнување на втората фаза на коридорот 8 према Бугарија. Така да мислам дека во наредниот период со оваква посветеност каква што председателот ја најави, сметам дека ние до крај на оваа година навистина може да очекуваме економска година и сериозни резултати. Отварање на нови работни места се разбира и компаниите да бидат навистина задоволни од она што ќе биде сработено во оваа тековна година. Биле, јас благодарам, доколку имаат прашања упатени до мене, сум спремен да одговорам. Благодарам.